Почитувани граѓани, дојдовме да изразиме поддршка на повредените од тешката сообраќајна несреќа која што се случи вчера. Сите служби државни се ставени во функција и од вчера и денеска постојано во грижа на повредените. Сакам да се заблагодарам на 8 септември, каде што сме болницата денеска тука и на клиничките центри, сите други јавни институции во Скопје, во Тетово, во Гостивар, но и на полицајците и на пожарникарите и на сите други јавни служби кои што беа да се најдат на луѓето по желбата за спасување на човечки животи и нивно итно помагање. Сакам да искористам приликата да се заблагодарам од името на владата до солидарноста и хуманоста на нашите сограѓани од селото кои што претрчаа во првиот момент и буквално покажаа човечност, големина, дека се уште има луѓе и навистина нивната помош веројатно за голем дел од луѓето било и од пресудно значење. Тоа е сериозна хумана порака до сите граѓани и искрено сме благодарни до овие наши сограѓани, пред се до младите момчиња кои што беа таму веднаш на несреќата и помагаа со се што можат. Сакам да ја споделам ова голема тага која што има целата јавност во Македонија, нашиот фокус е кон повредените, но и кон поддршка на семејствата на загинатите. Владата е подготвена да помогне во се што треба за повредените, секако и за семејствата на загинатите. Навистина огромна трагедија која што обви во тага целата наша земја. За деталите од несреќата, министерот Венко Филипче ќе даде дополнителни информации. Венко, повеќе. Благодарам најпрво сочувство до семејствата на загинатите. Понатаму огромна благодарност за локалното население кое што излезе и во пресред први пристапија кон укажување на помош на преживеаните. Понатаму морам да истакнам дека исклучително брзо и промптно реагираше службата за итна помош на ефикасен професионален начин, беа на лице место, дадоа прва помош. Мора да изразам благодарност и до приватните институции, Систина и Невромедика, кои што излегува пресред со нивните амбулантски возила и ги транспортира пациентите, најмногу овде во болницата 8 септември. 80% од персоналот беше на работа за многу краток временски интервал од 15 минути и се организираше системот на работа. Се прими огромен број на пациенти за многу кратко време, се направи триажа и се сместија во соодветните одели за лекување, како тука, така и во клиничкиот центар во Скопје. Во овој момент во болницата 8 септември има 4 пациенти кои што се во одделот за интензивна нега и се во критична состојба и уште дополнителни тројца пациенти во клиничкиот центар кои што се во одделот за интензивна нега, во кои што во текот на ноќта се изврши хируршка интервенција и тие се утрово во критична состојба. Искрено се надевам дека овие 7 пациенти ќе надминат оваа криза и дека понатаму ќе го продолжи лекувањето надвор од интензивната нега на соодветните одели. Колку жртви имаме до овој момент? Зашто по медиуми кружи дека има уште до 15 стигна бројот? Има вкупно 14 жртви. Колку вкупно повредени се примени на болничко лекување, односно колку повредени има во вчерашната несреќа? Тука се примени во болницата 8 септември 37 лица, понатаму 8 на скопските клиники, 2 во Тетовската болница и една пациентка која што помошта за жал реанимацијата не успеала во старата градска болница. Дали ноќеска оперирани се некои од пациентите? Имате ли таква? Ноќеска се оперирани 3 пациенти на скопските клиники и една пациентка тука во 8 септември. Дали премиери имат информации првично која е причината за оваа голема трагедија? Значи, вчера истрагата почна, јас информациите ги знам од министерот за внатрешни работи, под раководство на надлежен јавен обвинител, заедно со полициските служби, беше направен увидот на лице место со сите техникали ги поврзани околу тоа. Возачот беше во свесна состојба, уште вчера се направени разговорите со него. Веројатно, заради начинот на пристап во истрагата, оставено приспивање, па ќе продолжат разговорите.
Предпоставувам дека возачот е лицето кое што може да даде сериозни информации, но и самите повредени, од кога ќе помине првиот бран на главниот аспект, тоа е грижата за здравјето на сите, веројатно истрагата продолжува, штом ќе ги соопштат, штом ќе ги заокружат сите неопходни информации, ќе ги споделат со јавноста. Знам дека не само семејствата и на загинатите и на повредените, туку и сите ние граѓаните сакаме информации за тоа што всушност се случило и верувам дека тоа ќе се случи многу брзо. Мене ми е драго што ги видовме овде сите повредени кои што се надвор од животна опасност, дури и оние кои што се на интензивна нега, како што вика директорот на болницата, се во стабилна состојба. Се работи најповеќе за млади луѓе. Се видовме со момче 19 години, со девојче едно кое што е тука и со други млади луѓе. Еден од портпаролите на Евана, портпаролката, е тука во болницата, ве поздравува вас колегите новинарите, таа е во добра состојба. Сите се со надеж дека брзо ќе оздрават и ќе се вратат на своите семејства во нормалниот тек на животот. Можам лично да потврдам дека веднаш кога дознавме за сообраќајката, сите коли на итна помош од Скопје, вклучително и од приватните болници, се упатија на лице на место и од Тетово Гостер. Колку време било потребно физички да се стигне до таму, толку било веројатно и времето на чекање. На лице место се уверив дека сосем професионално ја вршат својата работа, во неколку тури се вратија согласно на тоа кој пациент имаше приоритет да биде транспортиран во болница, така да можем да кажем дека во текот на вчерашниот ден за рекордно време, практично време од неколку минути, го мобилизиравме целокупниот здравствен систем од државата. Министре, а бидејќи повеќе пациенти се пренесувани во повеќе болници, може ли да ве замолам да ни ги кажете вкупните бројки? За жал знаеме за бројката од 14 загинати, колку се наоѓаат во критична состојба, а колку се со полесни повреди? Добре, веќе ги повторам бројките. Дел од пациентите се заминати на домашно лекување. Во овој момент овде во болницата 8 септември се лекуваат 29 пациенти, во клиничкиот центар на 6 пациенти и 20 пациенти се во Тетовската болница. Благодарам.